Добро вечер, почитувани гледачи. 20 часот го гледате дневникот на К1 телевизија. Ова се вестите на денот. Странските компании кои работат во технолошко-индустријските развојни зони го зголемуваат извозот. Македонската економија расте. Изградбата на резервоар за вода е трајно решение на проблемот со водоснабдувањето во општина Росоман. Продолжува постапката за воведување на зонско паркирање во Кавадарци. Странските компании кои работат во технолошко-индустријските развојни зони го зголемуваат извозот. Тоа пак директно влијае врз растот на македонската економија. За владата, ова е добар сигнал дека најавените економски проекти се реализираат според планот. Бројките покажуваат компаниите кои работат во индустријските зони се продуктивни. Во споредба со минатата година во првите 6 месеци, технолошко-индустријските развојни зони бележат зголемување на извозот за 31%. Она што е подеднакво важно за развој на домашната економија е се поголемото учество и на локалните компании во работењето на странските. За министерот за финансии Зоран Ставревски, ваквите резултати се потврда за успешно планирање и реализирање на владините економски проекти. Економските проекти на владата течат како што се предвидени. Ние имаме обврска кон граѓаните, тие ги поддржале тие проекти, бидејќи преку тие проекти се подобрува животот на граѓаните. Домашниот економски раст е забележан и од меѓународните финансиски институции. Прогнозите се дека Македонија оди напред, кредитниот рейтинг на државата е поволен, рамниот данок, квалификуваната работна сила дополнителен импулс кај странските инвеститори, но сепак економистите сметаат дека позитивните примери на работа на странските компании се најдобриот начин за привлекување на нови инвеститори. Веќе има од тој аспект позитивни ефекти, бидејќи ОДВ Електрик во Охрид, во близината на Кичево, дојде заради Key Safety Systems и исто така Капкон во зоната во Скопје, уште една инвестиција поврзана во системот на добавувачите кои што ги користи Key Safety System. За оваа година, според планот на Народната банка, Македонија треба да има економски раст од 4,1%. 6 нови странски инвеститори со сигурност започнуваат своји инвестиции. Неофицијално, до крајот на годината, бројката на странските инвеститори ќе биде многу поголема. Инвестицијата вредна 15 милиони евра во зоната во Тетово треба да се комплетира до 2016 година, а вкупниот број работни места кога фабриката ќе го достигне својот полн капацитет ќе изнесува меѓу 1500 и 2000, со потенцијал бројот да се искачи и на 3000 вработени. Вкупно 360 лица, од кои 120 со инвалидност кои ќе креираат сопствен бизнис и дополнителни 240 невработени лица кои ќе се вработат во новоформираните предпријатија, ќе овозможи програмата за самовработување на лица со инвалидност. Преку програмата за самовработување, 120 лица со инвалидност ќе добијат можност да креираат сопствен бизнис. Дополнително можност за вработување во новоформираните предпријатија ќе добијат и 240 невработени лица. За реализација на оваа програма, владата предвидува 59 милиони и 280 илјади денари. Право на учество имаат сите невработени лица со инвалидитет. Владата на Република Македонија континуирано спроведува и ќе продолжи да реализира проекти чиј главен фокус ќе бидат лицата со инвалидност, а со цел нивна поуспешна интеграција во општеството и овозможување на еднакви услови за живот и работа. На промоцијата на новата програма, министерот за труд и социјална политика Диме Спасов нагласи дека сите учесници ќе се стекнат со право да добијат обука за предприемништво и развој на бизнис идеја. Лицата со најдобри бизнис планови ќе добијат помош при регистрација на фирма, како и континуирани консултантски и менторски услуги. Кандидатите кои што ќе презентираат одржлив бизнис план, кои имаат потреба од дополнителни вработувања, можат да аплицираат за грант кој ќе поддржи само вработување на основачот на компанијата и дополнително вработување за најмногу 2 лица.
Во тој случај средствата на вкупниот грант ќе изнесуваат 494.000 денари, од кои 310.000 денари за реализација на самообработувањето и отворање на компанијата и 184.000 денари за дополнителни 2 вработувања. Целата постапка ќе се одвива преку Агенцијата за вработување на Република Македонија. Огласот стартува денеска и ќе трае во наредните 30 работни дена. Програмата е поддржана од претседателите на националните сојузи на глуви и слепи лица, како и лица со телесен инвалидитет. Продолжува постапката за воведување на зонско паркирање во Кавадарци. По примерот на Метрополата и Кавадарци се обидува да изнајде решение за долгогодишниот проблем со недостаток на паркинг места. До сега 80 паркинг места бесплатно се на располагање на оние кои имаа потреба да паркираат околу центарот на градот. Општина Кавадарци продолжува со постапката за воведување на зонско паркирање во градот. На последната седница на Советот беше донесена одлука за отпочнување на постапка за доделување на договор за концесија за давање на услуги за паркирање. Советниците од опозицијата гласаа против ваквата одлука и против доделувањето на постапката на приватен партнер на концесија. Новиот предлог е општината да формира јавен партнер кој ќе располага со целата постапка. Распишавме прво оглас за студија, студијата се држевме околу студијата. Студијата кажа можност за стопанисување од 4 до 10 години, ни дадовме 6, меѓутоа за 6 години по претходна интервенција и кај цените увидовме дека немаше доволно заинтересирани ни од градот, ни пошироко од Скопје и од другите градови, така што сега на последната седница на Совет донесовме одлука да оној лимит од стопанисување на 6 години го дигнеме на 8 и да се обидеме по втор пат да најдеме некој интересент кој што би бил партнер во наредните 8 години. Зонското паркирање во Кавадарци треба да го реши проблемот со недостатокот од паркинг места во градот. Со пуштањето во употреба на катната гаража, решен е проблемот за околу 80 возила колку што е капацитетот на гаражата, но гужвата од автомобили се уште е присутна на секаде низ градот. Ние не ја затворивме катната гаража, напротив, дозволивме бесплатно луѓето да паркираат се до превземањето од концесионерот, односно да луѓето стекнат навика. Исто така имаме уште една можна локација во центарот на градот кој што може да се адаптира за за паркирање. Така што мислам дека со ова нова инвестиција која што се надевам дека ќе биде од концесионерот, а не од нашиот буџет, комплетно го решиме проблемот со паркирањето. Нов, модерен и автоматизиран начин на управување и контрола со уличното паркирање, како и подобрување на сообраќајниот тек и поголема безбедност низ улиците во Кавадарци, е целта што треба да се постигне со воведувањето на зонско паркирање. Општина Росоман го решава проблемот со водоснабдувањето. Прекини и рестрикции на водата за пиење нема да има. Во тек изградбата на резервоар за вода во Росоман, со кој жителите ќе добијат поквалитетна вода за пиење и подобар проток на вода. Општина Росоман оваа година нема проблем со снабдувањето со вода потребна за домаќинствата. Прекини во водоснабдувањето и рестрикции на водата за пиење нема, освен ако се појави некаков дефект. Во тек е изградбата на резервоар за вода во Росоман, вели градоначалникот Лазов, со што жителите ќе добијат поквалитетна вода за пиење и подобар проток на вода во снабдителната мрежа. Нашите активности е изградбата на резерварот за вода од 250 метри кубни преку Светска банка, кој што кошта негде околу 4 милиони и 200 хиляди денара, и овој резервар се надеваме и сме сигурни, не се надеваме, но кој ќе заврши ќе значи многу поголем притисок, многу подобро снабдување со вода на сите површини во Росман и на оние највисоките зони во Манастирци и Рибарци, и заедно со промената на доводот на вода до Дрекстар Маре, кој што го прави комуналното заедно со општина Кавадарци, мислам дека ние како општина ќе комплетно ќе добиеме една нова вода квалитетна за пиење. 30 литри во секунда вода ќе доаѓаат во резервоарот во Росоман од регионалниот водовод Лукар, со кој се носи вода 50 на километри од планината Кожув.
Росоман и селата во оваа општина Манастирец и Рибарци ќе добијат здрава и квалитетна вода за пиење. Се надевам во наредните 20 до 30 години за општина Росоман ќе немаме проблем. Односно трите населени места, кажав таму кај што геометриски точки кај што е резерварот, ако фаќа и населеното место Паликура го врзиме, ако дозволат, значи тие висински точки да може да се снабде со вода. Досега водата за пиење се обезбедувала преку бунари покрај реката Црна, но со новата инвестиција росоманци трајно ќе го решат проблемот со здрава вода за пиење. Кривично ќе одговараат двајца бугарски државјани, бидејќи ја злоупотребиле службата положба и сториле кривично дело во фабриката за кабли во Неготино. Лицето ГХ во својство на генерален директор во заеднички договор со лицето ЈС, управител на истата фабрика, издал фактури за продажба на движен и недвижен имот во сопственост на фабриката во износ од околу 13 милиони евра. 587 нови потврди за странски државјани кои искажале намера да поднесат барање за признавање на азил во Република Македонија. Од средината на јуни па наваму, Министерството за внатрешни работи издало вкупно 14.311 потврди. Најбројни баратели на азил се жителите на Сирија. Министерството за внатрешни работи вчера издало 587 потврди на странски државјани кои легално влегле во државата за искажана намера за поднесување на барање за признавање право на азил во Република Македонија. Во периодот од 19. јуни до 16. јули издадени се вкупно 14.311 потврди, најголемиот дел или преку 10.000 на лица од машки пол. Меѓу барателите за азил околу 2000 се жени, преку 1500 деца кои го придружуваат носителот на потврдата, но и 134 деца кои патуваат без родител и искажале намера за поднесување на барање за право на азил. Според државјанството на лицата кои добиле потврди, најбројни или преку 10.000 се сиријци, а има и државјани на Авганистан, Ирак, Пакистан, Сомалија, Палестина, Конго и Камерун. До 16. јули до одделението за азил поднесени се 32 барања за право на азил врз основа на веќе претходно издадени потврди, претежно државјани на Сирија. Помалку бројни се доставените барања за азил на лица од Пакистан, Мароко, Алжир, Египет и Ирак. Армијата на Република Македонија ќе биде ангажирана да и помогне на полицијата во справувањето со брана од мигранти, најави председателот и врховен командант на оружените сили Ѓорѓе Иванов при посета на денешната јужна гранична линија на државата. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов при денешната посета на јужната граница на земјава лично беше запознаен со состојбата со мигрантите. Од донесувањето на измените во Законот за азил, во земјава се евидентирани околу 14.000 бегалци, а нивниот број од ден на ден се зголемува. Ние како држава сочувствуваме со овие луѓе кои биле принудени да ги напуштат домовите, рече Иванов. Неопходно ќе биде на полицијата да и се излезе во пресред, бидејќи има потреба од дополнителни ангажмани, затоа што станува збор за во овој дел околу 50 на километри, каде што претежно доаѓаат бегалците од Република Грција во Македонија. Како председател и како владата мора да преземе и одредени активности за ангажирање на армијата да и помогне на полицијата во справување со овие предизвици. Армијата ќе биде ангажирана да го обезбеди јужниот и северниот дел од границата, како и коридорот 10, каде што се движат мигрантите. Како држава ќе ги следиме сите мерки и активности што ги преземаат членките на Европската Унија и нашите активности ќе се одвестуваат со нивните активности. Така да сето она што ќе биде од нивна страна преземено, ќе мора и ние да го преземаме, бидејќи знаете во последно време има закани од насилен екстремизам и радикализам од Блискиот Исток и од Северна Африка. Ние како држава мора да ги преземеме сите неопходни активности заради превенција од несакани дејствија, порача Иванов.
Народна банка на Република Македонија со став финансиската стабилност во земјава продолжува и понатаму. Председателот Иванов упати честитка по повод утрешниот празник Рамазан Бајрам. 3 години затвор за Верушевски. Ова се вестите од Македонија. Финансиска стабилност во текот на 2014 и во наредниот период е констатирана од страна на Советот на Народна банка на Република Македонија. Финансискиот систем во земјава има релативно едноставна структура, со минимална меѓусебна зависност од активностите на одделните сегменти и отсуство на сложени финансиски инструменти и услуги. Се соопштува дека активата на банкарскиот систем достигна 76,1% од бруто домашниот производ и зафаќа 86,8% од вкупните средства на финансискиот систем. За 2015 година е карактеристично тоа што капитално финансираното пензиско осигурување оствари значително побрз раст во однос на банкарскиот систем и осигурителниот сектор. Директен одраз врз остварувањата на финансиските институции има и од остварувањата на корпоративниот сектор на населението. Општа е констатацијата дека финансиската стабилност продолжува и во наредниот период. Показателите за солвентност и ликвидност се очекува да се задржат на високо ниво, а ќе се задржи и подобрената профитабилност. Раст има на нефункционалните кредити на домакинствата, кои се забележува за прв пат после подолг период. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов по повод големиот муслимански празник Рамазан Бајрам упати честитка до поглаворот на исламската верска заедница Реисул Улема Сулеймен Реджепи, до членовите на Ријасетот, како и до сите припадници на исламската вероисповест во државата. Верата, почитувањето на блиските, помагањето и споделувањето, Иванов во честитката ги наведува како универзални вредности за кои граѓаните се залагаат. По повод чествувањето на светиот месец Рамазан, Иванов присуствуваше на повеќе ифтарски вечери, а овие средби, се посочува во честитката, се секогаш добра можност да ја пратиме пораката дека со животот и меѓусебното почитување се вековна традиција на овие простори. Зоран Верушевски, поранешен директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, осуден е на 3 години затвор за недозволено држење на оружје. Тој беше уапсен на 23 јануари и е прво обвинет и за случајот пуч за шпионажа и насилство спрема највисоките државни органи. По прекинувањето на работниот однос во МВР, тој не се раздолжил од пиштолот марка Црвена застава. И јас, како и Зоран Заев, овој суд не го признава, изјавил Верушевски во судницата по изрекувањето на пресудата. Во образложението на судот се вели дека обвинетиот ја добил најниската казна пропишана со законот. Синоќа во центарот на Атина судири на демонстранти со грчката полиција. НАТО ќе одржи големи воени вежби со цел да се спречат заканите на исламската држава. Вестите од светот. Грчката полиција синоќа се судри со група насилни демонстранти во центарот на Атина, откако парламентот на Грција го усвои предлог договорот меѓу грчката влада и кредиторите. За време на парламентарната седница на Атинскиот плоштад се собрале околу 12.000 лица кои протестирале против новите мерки за штедење, чие спроведување согласно договорот постигнат во понеделникот е услов за исплата на третиот пакет помош за Грција. Иницијатор на протестот беше влијателниот синдикат на државните службеници АДЕДИ, кој се изјасни против договорот со кредиторите. По завршувањето на протестот на плоштадот останале неколку десетици маскирани млади лица, кои почнале да фрлаат со камења и молотиви коктели врз полицајците. Тие возвратиле на нападот, при што за растерување на насилните демонстранти биле користени и шок бомби. Присудилите се приведени над 30 демонстранти. За време на немирите биле оштетени повеќе објекти и возила, меѓу кои минибус на една грчка телевизија. Со учество на 36.000 војници, НАТО ќе одржи големи воени вежби со цел да се спречат заканите на исламската држава од јужното крило.
Вежбите ќе предвидуваат сложено сценарио на лажна закана, во која милитанти напаѓаат од копно, воздух и море. Според генералот Ханс Лотар Домросе, задолжен за подготовка на вежбите, истите ќе се спроведуваат и од источната и од јужната страна. Вежбите ќе се одржат од 3 октомври до 6 ноември во Италија, Шпанија и Португалија, на кои ќе учествуваат војници од повеќе од 30 држави. Последен пат, голема воена вежба НАТО спроведе во 2002 година, кога 27 држави вршеа проверка на подготвеноста на Норвешка и Полска. Јеглава го казни работнички со 1:0. Младинската репрезентација на Македонија не успеа да се пласира во полуфиналето од Европското првенство. Милош Вуковиќ е новиот голман на Металург, Македонската кошаркарска федерација со нов кондиционен тренер од Италија. Младинската репрезентација на Македонија не успеа да се пласира во полуфиналето од Европското првенство Дивизија Б, што се одржува во Унгарија, откако попладнево го претрпе и вториот пораз во низа, овој пат од Шведска со резултат 64:61. Црвено-жолтите одиграа добар меч против квалитетен ривал, но падот на концентрацијата во финишот скапо ги чинеше избраниците на Малинков, кои по овој неуспех не успеа да стигнат до посакуваната цел пласман во полуфиналето, а потоа ја такт на едно од првите 3 места. Така со вториот пораз во низа по оној синокешниот од Унгарија, македонските младинци не успеа да си ја исполнат големата желба, конечно да испливаат од Б дивизијата и да обезбедат учество во елитното друштво. Металург при подписите на првите двајца голмани за следната сезона, Даниел Дупјаченец и Антонио Пешевски, најави дека во следниот период ќе ангажира и врвно голманско име. За жал, тие најави не се реализираа, откако тимот од Автокоманда денеска доведе уште еден чувар на мрежата, кој сепак со реномето е далеко од она што фановите на Металург го очекуваа по најавите од клубската управа. Станува збор за поранешниот кадетски и младински репрезентативец на Србија, Милош Вуковиќ. Овој 25 годишен чувар на мрежата доаѓа во Металург од редовите на Спартак од Суботица, актуелниот вице-шампион на Србија. Огромно е задоволството и голема чест да се настапува во клуб со толку големо име и долга историја, предводен од фантастичен тренер каков што е Лино Червар. Сакам да го оправдам мојот ангажман во Металург, да стекнам стабилност на теренот и да допринесам за што подобри резултати на клубот во наредната сезона, истакна Вуковиќ за клубската веб страница на Металург. Македонската кошаркарска федерација го договори ангажманот на кондициониот тренер од Италија Джакомо Брајда, кој треба да се грижи за физичката подготовка на репрезентативците. Брајда доаѓа по консултации со Сандро Беркардино, докажаниот пријател на македонската кошарка, во делот на потребите за едукација на својот тренерски кадар. Македонија во септември ќе настапи на Европското првенство, а главната задача на Брајда ќе биде да ја темпира физичката форма на кошаркарите, како би го издржале напорниот ритм со оглед на распородот и силните противници. Црвено-жолтите ќе играат во С групата во Загреб, заедно со репрезентациите на Хрватска, Словенија, Грција, Грузија и Холандија. Очекувана победа на Селтик во второто квалификацијско коло од Лигата на шампионите. Голд купот ги доби четвртфиналните двојки. Српскиот кошаркарски репрезентативец Мирослав Радулјица преминува во грчки Панатинаикос. Очекувана победа на Селтик во второто квалификацијско коло од Лигата на шампионите. На надпреварот кој се одигра во Глазгов, шкотланѓаните го поразија представникот на Исланд Стјарнан со 2:0. Хрватскиот клуб не ја оправда фаворитската улога и пред своите гледачи одигра нерешено 1:1 против аутсайдерот од Луксембург Фола Еш.
Модрите доживееа шок на домашен терен, откако во 25-та минута гостите поведоа преку Хаджи, па Хенрикес во 36-та минута успеа да погоди за реми. Бате Борисов со 2-1 го совлада тимот на Дандалк, додека на среббите Карабах, Рудар Плевља и Малме Жалгирис не падна ниту еден гол. Голд купот ги доби четвртфиналните двојки, но ќеска се одиграа последните два надпревари од последното трето коло од групата С. Куба ја совлада Гватемала со минимални 1-0, а Мексико и Тринидад одиграа возбудлив и динамичен дуел, но сепак нерешен со резултат 4-4. Со по 7 бодови, САД, Јамајка и Тринидад го зазедоа првото место во групната фаза. САД, Куба, Хаити, Јамајка, Тринидад, Панама и Мексико, Костарика се комбинациите кои ќе се одиграат во четвртфиналето. Дуелите ќе се играат од 18 до 20 јули. Српскиот кошаркарски репрезентативец Мирослав Радулјица преминува во редовите на грчки Панатинаикос. Радулјица подпиша од 2-годишна соработка со зелените од Атина. Интерес Српскиот центар да го донесат во својот клуб имале Макаби и неколку НБА екипи, меѓу кои Сакраменто, со кого кошаркарот имал тренинзи во изминатите неколку недели. Одлуката на Радулјица падна за продолжување на кариерата во Атина под крилото на српскиот селектор Александар Ѓорѓевиќ. Суво, стабилно и топло време имавме денеска. Слично време ќе имаме и утре со високи дневни температури. Со временската прогноза ги исцрпивме сите информации за денеска. Во 22 часот гледајте ја премиерата на филмот Поправен дом. Имајте пријатна вечер.